Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Втора емисија, петок навечер, 21 часот, лето господово 2025 година. Како што реков, втора емисија, ја преживеавме, така се каже, првата емисија. Морам да ви кажем, во овој период доста јавување до мене и до тимот имаше. Поддршка за типот на емисијата на подкастот. Добри зборови за истражувањето и за анализата, понекога критика за мене. Најмногу сум зборувал како гостин, а не како домаќин, значи треба да дадеме повеќе на гости да зборуваат. Ама како и да е, позитивни реакции. Се надевам дека ќе го оправдаме тоа и во вторава емисија и ајде веднаш да одиме на темата. Вечерва поставуваме го поставуваме прашањето кој ја пали Македонија. Републиката во пламен. Зошто гори Македонија? Дали ќе успееме да ги откриеме вистинските причини? Дали ќе стопираме палежот смислен или несмислен, небрежност или со умисла на Република Македонија? Кога се мислев кого да повикам, отидов таму по интернетот, завртив неколку страници и дојдов до еден млад господин од техничкиве науки, доктор Даме Димитровски, редовен професор на машинскиот факултет, млад човек кој успеал во својата струка, се бави со оваа материја и јас да не должам да кажам добро вечер, професор. Добро вечер, ви благодарам што ме поканивте во вашево студио. Како сте ми, професор? Сум добро. Се надевам дека ќе биде уште подобра ситуацијата и сите заедно ќе се чувствуваме уште подобро. Ме радува овој оптимизам. Професоре, нема да ми замерите, ние се запознавме пред емисијата. Ќе ве замолам да се представите накратко, со што се бавите, кој е вашето поле или фокус на интересирање, вашата примарна професија. Прочитав ја нешто, сте биле член или сте водиле комитет на Европска комисија во вашата област, што е многу битно, научно списание некое водите и пишувате за него. За вашите години имате за мене солиден број научни трудови, над 50 на научни трудови. Водите некоја специализирана лабораторија, а мислам вие подобро ќе ни кажете, како еден краток вовед во темата. Така, ви благодарам. Јас ќе се представам во научната јавност, сум долго познат, во универзитетските кругови сум долго познат, ама денеска ќе направам едно кратко представување и за пошироката јавност, со што сум се бавел до сега. Генерално, моите истражувања се базираат на теми поврзани со загадувањето. Тие се транспортот и емисиите кои потекнуваат од транспортот, управувањето со отпад и емисиите кои потекнуваат од управувањето со отпад и голем број на теми поврзани со овие процеси, како да се подобрат процесите, како да се измерат процесите, како да се влијае на нив. И во ова поле сум 25 години како научен работник. Од некои поинтересни наслови кои што се среќаваат во моево портфолио, ќе кажам дека во 2006 имавме исклучително добра научна монографија која се викаше Намалување на загадувањето на воздухот во градот Скопје со примена на алтернативни горива. Подоцна зборувавме за примена на нови горива во транспортот во Скопје како можност за намалување на емисиите од транспортот и таква една убава група на истражувачи се собра на Машинскиот факултет и колеги од другиве факултети со кои што цело време работиме на намалување на емисии, на намалување на потрошувачка на енергија. Стигнуваме да објавиме во светски часописи, стигнуваме да посетиме светски конференции, да видиме до каде сме и мислам дека сме на добар пат во науката да поставиме добри стандарди. Но некаде во 2019 се создаде еден гап во науката. Науката разбра дека не знае да комуницира со јавноста. Тоа што науката го кажува на свој начин, граѓаните не го слушаат со истите зборови. Така што и ние научниците тука е многу битно. Исклучително значајно е науката да биде разбрана, тоа што сака да го каже да биде разбрано во вистинскиот контекст и сега пробуваме од 2020 наваму и науката да го смени јазикот со кој што зборува и да се приближи до пошироката јавност, работите да ги кажува на начинот на кој што се разбирливи за луѓето, за да имаме акции кои што се научно подкрепени. Сепак ние сакаме сите акции кои што ќе ги правиме во иднина да се базираат на бројки, да се базираат на факти, да се базираат на истражувачки студии, а не само на некој осет дека ми личи дека е ова или ми личи дека е тоа. Не сакаме да се базираме на претпоставки, сакаме барем на добри технички норми и искуства од странство.
Професоре, прва моја констатација е дека науката работела и сработила и се ја завршила, ево, ако не целосно, во најголема мера домашната задача. Ама дали политиката не имплементирала, дали не сме имале сенс и чувство дека треба превентивно да делуваме да ги спречиме овие, да речеме, природни непогоди, ама предизвикани некој пат од човечкиот фактор. И што би рекле вие? Па дајте еден апел до политичарите, ако треба, до обществениците, до државниците. Јас прво сакам да изразам жалење за граѓаните кои што беа погодени од ваквите непогоди, несреќи или ќе кажам случувања кои што се случија, и не само граѓаните кои што биле во непосредна близина, граѓаните кои што се соочиле со страф, кои што се соочиле со загадување и кои што трпат последици од ова што се случува во моментов во Македонија, но во исто време ние мора да бидеме честни и да ги пофалиме оние кои што се на првите борбени линии, односно кои што се хероите на нашето време. Ние 2 недели зборуваме за последици, зборуваме за потпалување, зборуваме за пожари, но редно е да кажеме дека имаше и херои на првата линија кои што го посветија својот живот. Сакам да ги пофалам пожарникарите кои што не мареа за тоа дали ќе седат дома, дали е доцна, дали им е во работно време или не, туку беа на првата линија и одговорија. Сакам да зборувам и да ги пофалам особено цивилната заштита, која што реагираше организирано, се јави на сите повици, на некои од пожарите се јавија во рок од 20 на минути, се појавија на местото со своји екипи. Сакам да ги пофалам медицинските тимови, кои што беа таму први, очекуваа реакција, помогнаа на секој што требаше и се уште отворени да дадат и совет, да помогнат, да дадат насока на каде да се движат работите. Полицијата особено сакам да пофалам затоа што е секогаш прва на местото, ќе обезбедува локациите, овозможува сите други да се движат брзо, дава подкрепа на тимовите, и да ги пофалам за чудо и општинските работници, кои што едни на други си помагаат, кои што влегува во акции, кои што не се очекуваше дека ќе влезат. Значи направија вистински херојски подвизи со чистење на теренот, со гаснење, со логистика едни за други, и особено сакам да ги пофалам и некои од колегите научници кои што цело време работеа, даваа свој техничко знаење, даваа мислење, се јавуваа. Јас знам дека низ универзитетов оваа тема за од што се создаваат пожарите, како да се реагира на пожарите, како да се спречат понатамошни акции е жива и редовно луѓето даваат своји сознанија научни како тоа да се работи. Сакам да ги пофалам и хероите во заедницата. Волонтерите кои што неповикани дојдоа да помогнат, дојдоа и се вклучија доброволно во акциите и помогнаа и се уште помагаат. Локалните заедници кои што исто така дојдоа, некои со вода, некои со храна, некои со разговор за кои се причините, дали се случувало порано и кои се причињата локални по кои што може да се случуваат. Граѓаните на социјалните мрежи кои што истакнуваа свесноста, покажуваа дека нешто се случува, им објаснуваа на луѓето кои се последиците од ова што се случува. Се случи една голема акција во општеството, поврзана особено со социјалните медиуми, и луѓето беа многу активни, споделуваа искуства, стравови за тоа што се случува. Надвор од професорите и научната заедница, сакам да ги пофалам и НВО секторот, екоактивистите кои што своите сознанија, своите акции од своите групи редовно ги споделуваат, се организираат, покажуваат дека постои интерес во јавноста за оваа тема. Ја држат жива оваа тема со години, со денови, не се откажуваат од тоа дека ова е нешто значајно за општеството на што треба да работиме, и особено ги пофалувам новинарите и медиумите кои што секојдневно во неколку термини во денот зборуваат за ваквите теми. Но не може да ги заборавам и семејствата на пожарникарите кои што знаат дека ги пуштаат своите најмили во опасни седмици. За среќа спасени и санирани. Така, мора да ги пофалам и бизнисите и поединците, кои што не мислејќи за тоа дали ќе им биде платено, нема да им биде платено, ќе имаат надомест или немаат надомест, влегоа со својата механизација и помогнаа на првиот повик, влегоа, помагаа со средствата што ги имаат, со механизацијата, со луѓето с кои што се вработени кај нив, без да побараат особен надомест за оваа помош. И особено сакам да ги помогнем и младите со кои што зборував пред некој ден, ученици, средношколци, млади, кои што на оваа тема веќе разговараат, истражуваат, создаваат акции. Тоа што порано во училиштата беше акција како го поминав летниот распут, сега е акцијата како да ги спречам пожарите во Македонија. Значи се многу активни и целата заедница е организирана околу оваа тема. Па добро, втора констатација дека не е дека нема систем, систем има, системот функционира, можеби треба малку на повисоко ниво да го издигнеме. Јас тука би дал една мала критика на поедини новинари, значи на поедини новинари дигаат некој пат джева без потреба на некои маргинални работи,
суштината малку ја занемаруваат, ама како и да е, сепак можам да проценам дека свесноста полека се искачува. Како кај експертите, како кај научниците, како инволвираните во системот на превенција и реагирање, така и кај граѓаните. Се создава, се гледа огромен гнев, се создава разочарување од затекнатата состојба на системот. Системот 40 години се распаѓа. Таму каде што порано се саделе цвеќенца, веќе не се садат и тоа го сметаме за нормално. Каде што редовно се метело, не се мете и го сметаме за нормално. Значи, јас целосно се согласувам дека не само граѓаните, сите елементи во овој систем се борат за своето основно право, а тоа е да имаат чист воздух да дишат, да имаат здрава животна средина и таа борба целосно ја поддржувам и мислам дека како општество, како држава сме на прав пат да влеземе во оваа борба. Тоа не е една малечка битка која што треба да извојуваме, туку е долгогодишна борба која што треба да ја водиме за да имаме почист воздух, чиста средина, вистинско управување со отпадот. Но оваа акција ме радува затоа што ја сметам дека ова е со акламација дадена поддршка да се влезе во овие проблеми и сериозно да се решава, независно од тоа дали многу ќе чинат, дали ќе бараат жртва во пари, дали ќе бараат дополнителни работни сати. Ова е со акламација дадена поддршка да се влезе и да се решаваат овие проблеми. Тоа нема да биде ни брзо, за да не очекуваат граѓаните дека еве сега влеговме, утре победивме. Нема да биде ни ефтино. Преку ноќ ни една битка не се извојува. Не само што нема да биде ни ефтино, ни брзо, нема да биде ни безболно. Ќе мораме и ние сами да влијаеме на себе. Во суштина ќе се навратам на оние филозофски мисли, американските претседатели вообичаено ги кажуваат. Ние сме промената што сакаме да се случи. И од таму треба да потекнеме и затоа и на нас ќе ни влијае да мораме со своји средства да работиме, да мораме ние да посветиме дополнителна акција за ова да се случи. Во овој контекст често ја користам и на Кенеди мислата. Доста баравме државата да направи нешто за вас. Дај да видиме ние, граѓанинот поединец, граѓаните како колектив, што може да направат за државата, а ние си имаме една татковина, Република Македонија, една држава и мислам дека сосема на место ова што го кажувате. Професоре, во припремата за емисијата консултирав 9 експерти од различни области, еден геолог, технолог, поранешен директор на Дрисла, државен секретар во Министерството за екологија, поранешен министер, еден криминолог, двајца обвинители и еден судија. Со сите на различна тема, ама за овој проблем. За палежите, за подметнатите палења на сметлишта, на депонии, на магацини, на отпади за ризични материи, па ако сакате и шумските, почна со нив, дури отидов најдалеку, па негде на почетокот на годината беше кога му запалија куќата на Пандов. И ја мислам таму почна. Па се случи Крива Паланка, па Шутка, па Струга пожарите, ги преживеавме, успешно се справивме со шумските и сега одеднаш во еден чуден цик-цак, во исто време за недела дена, 2 диви депонии, една уредена депонија, еден магазин, ама ако вратиме наназад, фабриката во Виница, оној плацот за автобуси во Кочани и така натаму. Што се случува со Македонија? Дали ова е случајност? Премногу случајности. Моето искуство правосудно, адвокатско обвинителство, па и истражителско најмногу ми кажува дека ова е смислен напад, смислено подпалување како на природата и просторот, така и на состојбата во Република Македонија. И сега вие као експерт од една сосема друга област, експерт кој кажавте, кој знае како се складира и отстранува отпад, експерт кој знае како се пречистува воздух, ве молам кажете ми како вие гледате на оваа состојба и како реагираше системот? Тоа прашање го анализиравме лани. Минатата година зборувавме на темата како да се спречат шумските пожари. Да. Тоа беше една катастрофа од невидени размери во 2024 во која што во оваа држава изгоре огромен дел од шумскиот потенцијал и тоа се сметаше за нешто што е најголема катастрофа до тогаш за шумите во Македонија. Еве оваа година 2025 тоа се случи на ниво на Европа.
Делумно е тоа поради климатските промени, делумно е тоа поради запоставеност во редот и одржувањето на шумите, но јас се вклучив во една широка дебата и дискусија, се формираше голема работна група поврзана со намалување на ризиците за палење на шумите. И утврдија во таа група дека има можност да се унапреди овој систем. Значи, прво во раната детекција и се поставија неколку такви системи за рана детекција, се ангажира луѓето кои што се задолжени да носат средства или да побаруваат средства од странски фондации за да се подобри овој систем. Се работи интензивно на подобрување на системот на реакција на пожарите. Па знаете, се направија 30 на нови шумски возила, претходно имавме едно со тој капацитет, сега имаме 31. Значи, нешто се подобрува во системот, но најголемата забелешка во работата која што се уште тешко се отстранува, во април годинава почнаа пожарите и на примерок од 400 започнати шумски пожари, повеќе од 200 беа започнати од човек. Не директно пожарот да се запали од ненамерно, но тоа беше некој ја запалил својата нива, па таа поминала во шумски пожар, некој запалил ѓубриште, некој од немарност. Повеќе од 50% од шумските пожари во Македонија се директно како последица на немарно или лошо однесување на поединците. И сега ние се претворивме во општество во кое што таа навика да запалиме нивата, викаме, па добро, ете 100 години ја палеа традиција. Ја палеа 100 години, ама не беа овие ситуации, не беше оваа клима, се смени климата во која што живееме, се смени условите во кои што работат шумите. Околу шумите веќе немаме чисти ливади, туку имаме израснати пониски шуми кои што полесно се палат, така што ние сега треба да се осовремениме и да научиме како влегуваме во овие процеси на заштита. Не е доволно само да се ослониме дека системот на заштита и исправување пожарникарите ќе гасат. Не може толку бахато да се однесуваме и нашето несовесно однесување на еве јас ќе запалам, има кој да гаси, да го оставам на сум платил данок, некој ќе изгаси. Секој мора да влезе во својата акција. Ова што кажувате со изреката немој да бараш што државата ќе направи за тебе, пробај ти да направиш за себе и за државата во истото време. Не мора да го сметаме тоа дека го правиме за државата, го правиме за нас. Ние сме. Правејќи за државата правиме за себе. Ние сме. Се претвараме во некој општество во кое што само имаме критика кон системот, наместо да повлечеме акција која што ќе придонесе успешен систем во кој сакаме да живееме. Јас мислам дека има многу модерни технологии, многу иновација која што почнува да се применува, а ние заради некои микроситни отпорчиња не сакаме да ја примениме. Ни смета некое мало парче од тоа, па ја оцрнуваме целата модерна технологија или целата наука која што влезе, затоа што имаме отпор дека, знаете, традиционално кај нас се грееме на дрва. Или традиционално сега, јас уште пред 100 години дедо ми вака чистеше нивата, не сакаме да научиме дека кога запалам нивата, ќе ги изгубам сите корисни материи во почвата. Ќе имам полош род. Полош пласман ќе имам во следната фаза, затоа што тој ќе ме праша како ја третирам нивата, кога го пласирам производот, и крајно, од тој процес на палење на нивата, голема веројатност е дека ќе се запали шумата. Ќе има жртви, ќе има загадување на воздухот, ќе има акции, ќе повлечам огромни средства од системот за некој да изгаси тоа што јас сум можел да го направам со 100 евра за орување на мојата нива. Професор, ова го сваќаме едукативно, едно што сте професор, ама нами подкастот ние таков рековме дека ќе бидеме едукативни кон граѓаните, дури и гледам неколку пораки пративте, па сум ви благодарен, тоа е еден вид предупредување како да се однесуваат граѓаните. Дека системот не е така толку лош, еве ја еден пример ќе дадам, зборев со еден инспектор од цивилна воздушна пловидба и ми го даде примерот како кога отишле на лет со злинот, кој го поседуваат, кон Кожув, како веднаш го откриле огенот, алармирале сите служби, дошле хеликоптерите и тоа е еден пример за најдобро справување со пожари. Значи, треба да констатираме дека системот функционира, ама сите сегменти можеби на системот не функционираат баш најдобро и вакви позитивни примери треба да ги даваме за да се искоординираат работиве. Како што кажавме, оваа акција што се јавува сега во заедницата, дека сите сме заинтересирани за прашањето на загадување на воздухот веќе долги години. Го имаме, нафрлена е топката, сега треба со заедничка акција да постигнеме погода. Да го дајме голот и да влеземе во сериозна акција, без да внимаваме дали тоа ќе бидат некакви мали сопки поставени, дали некој ќе има противници кои што бидејќи ќе има и противници на тие акции, секој по нешто малку ќе му смета, можело полево подесно, мислам дека сега треба да влеземе во вистинска акција и да ги решиме овие прашања.
Прашањата за системот, ќе кажам дека системот генерално е на лоша состојба. Има луѓе ангажирани во системот кои што на своји плеќи го носат системот. Сега треба да им помогнеме и да им купиме добра механизација. Да им поставиме добра инфраструктура. За поставење системот, веќе зборувам за системот за управување со отпад генерално. За поставење во државата, ние сите кога зборуваме за добар систем, викаме сакаме да сме Љубљана и Словенија или сакаме да сме Јапонија. Ама потајно знаеме дека во Јапонија кога ќе фрли некој хартивче, тој е изложен на јавен срам заради таквата поставка. Кај нас тоа го сметам, па добро, сега еве ќе фрлам јас во општиот контейнер. Све па тие таму нека извадат, некој нека извади. Да не ви кажам што ми се случи многу одамна, 90-та година во Германија, кога сладолед сакав да употребувам и кога го не фрли во кошничка, стар човек германец ми викна, го зеде, го стави, ме предупреди, му се извинив, никој пат повеќе во животот тоа не направив. Значи, збориме за општата култура и на хигиена и на наше однесување кон околината наша. Збориме за оној вистински применет патриотизам. Си го си ја сакаме Македонија, си го сакаме својот град Скопје. Модерен патриотизам значи да си ја сакаме околината во која што живееме. Сега ние ќе кажеме зошто не селектираме отпад. Си наоѓаме секој оправдание. Па добро, сега немам доволно место во кујната за да селектирам баш све, еве селектирам нешто. Или фрлам после во истиот контейнер, ама они после све носат заедно. Ние секој мораме да го сработиме својот дел од работата. Ние мораме да влеземе во својата приказка. Ако е моје да селектирам, ќе селектирам. Ако нема пластика на депонија, ако ќе собере пластиката овој неформален собирач, тоаш нема што да гори толку на депонијата. Мора да влеземе секој во својата акција и со тоа да поттикнеме и околу нас да се случи добра акција и да му вршиме притисок на системот да се унапредува по нашата акција. Ова што се случува во моментов со само барање системот да води, а ние да го следиме, не е вистинскиот пат, мораме сите во исто време да скокнеме во истата акција. Истото се случува и со дивите депонии. Да. Тоа е некаков систем на заостанати обврски, да речеме, ете јас немам современа депонија, па ќе истурам тука во реката. Или ќе истурам тука на автопатот. Каде и да излеземе од Скопје, на секој автопат ќе видиме купишта на градежен шут и отпад. Тоа е нашата култура, професоре. Има таква услуга. Се нуди таа услуга, само чинела 500 денари, да дојде некој да го собере тоа. Или треба да се спакува и да се однесе на соодветното место, ама си наоѓаме малечки изговори за да не ги правиме вистинските акции. Мислам дека сега сме во правото време и со јавната кампања, и со невладините ангажирани, и со политичките партии ангажирани на истава тема, и со младите. Се чувствува не да се препокуваме едни со други. Чувствува висока енергија сега дека ова прашање треба да го решиме. Сите овие малечки микродепонии од кои што некој таму заработува за да не фрли за вистинско постапување, некој има микроќар од нив што се создаваат. Мора тој ќар да го снема и мора тоа да влезе во вистински систем за управување со отпадот. Значи треба паралелно да работиме како на превентивата преку едукација и учество, инклузивност на сите фактори, на сите чинители, ама ја би рекол малку и на репресивата, малку да ги зајакнеме казните или постоечките казни да ги пременуваме, а не да замижуваме и да не изрекуваме казни. Знаете како е нашиот народ, не целиот, али добри делови кои се неедуцирани и кои се малку со свеста имат проблеми, велат, па овој не го казни, јас ќе го направам тоа. Значи, сега сме во време во кое што немаме добар систем, веќе ќе бидам отворен, нема добар систем за постапување со отпад. Тоа што е поставено е насадено некако криво, каде и да се чепне, тој систем се распаѓа, се држи на силата на поединци за да опстане. Сега треба да поставиме вистински основи на системите за управување со отпад. Една од вашата специјалност, кажете ни нешто поконкретно, еве ни се случи Труарево. Ја тврдам дека тоа не е случајно, ја тврдам дека тоа е подметнато, како што и во овие двете депонии. Значи, тоа е напад според мене, според член 8 од Уставот на Република Македонија, каде што едно од основните човекови права е заштита на животната средина и на природата. За мене тоа е напад на здравјето, напад на екологијата, напад на животот, напад на заедницата. И сега, ако земеме дека животот е највисока од човекова вредност, ние мораме да сме ригорозни, ние мораме да истражат органите специализирани кој го направил тоа и во законска предвидена постапка да дојдат пеналите, пенализација, да бидат казнети. Ама ајде околу отпадот и третирањето со него нешто повеќе во еден вид едукативен настап
кон граѓаните, па на крај крајва и во предизборие сме да им понудиме нешто на граѓаните. Не, во суштина ние мораме да поставиме сега основи за добро управување со отпадот. Ако сакаме да стигнеме за одредено време да сме вистинска европска земја, мораме сега да ги поставиме основите за третирање на отпадот по европски правила. Тоа значи да имаме центри во кои што ќе управуваме со отпадот. Не да биде тоа центри во кои што фрламе ѓубре. Постапката за управување со отпадот почнува во дизајнот на отпадот, во дизајнот на производот. Дали овој производ ќе создаде поголемо или помало количество отпад. Во овој момент не ги фаворизираме процесите или производите кои што создаваат помалку отпад, туку фаворизираме конзумеризам. Повеќе производи, не се грижиме толку за дали има во ова шишенце поголемо, помало капаче. Тоа се механизми со кои државата ќе притисне за да почнеме да создаваме помалку отпад уште во дизајнот на производот. Второто парче е домаќинството и како ние ќе се справиме со отпадот. Што ќе реупотребиме, колку ќе бидеме грижливи, како нашиот дел ќе го решиме, дали ќе селектираме отпад. И третиот дел понатаму ќе биде системските решенија. Државата мора да им исто битни колку ова како се однесуваат граѓаните. Ако поставиме система, граѓаните не го сакаат, тој ќе пропадне, или ако граѓаните сакаат акција, а нема систем, и таа ќе пропадне. Без поддршка ништо не успеало. Мора во исто време да се движиме и сега треба да поставиме систем во кој што ќе биде можна рециклажа, реупотреба, во кој што ќе биде можно примарно селектирање на производите на лице место, затоа што ова секундарно селектирање за кое што сега се зборува таму да ги двојат елементите, тоа не носи цена на материјалот. Материјалот е добар за рециклирање само ако издвоен од граѓаните на почетокот на постапката на фрлање на отпад. Мора да овозможиме од она што ќе остане од отпадот да се извадат материјали за секундарни суровини за индустријата, за енергија евентуално и она микропарче што ќе остане на крајот како неможност од него да се добие додадена вредност, да биде нешто што се депонира. Ама вистински да се депонира во санитарна депонија, зборуваме се, да се депонира во депонија која што е санитарна, која што е од доле заградена со геотекстил, под неа со глина, нема никакво влијание никон околните почви, никон подземните води. Има пречистителна станица во случај ако дожд навлезе во неа да се пречисти водата и почиста од што е реката да влезе во неа. Да има систем за вадење на биогаз од таа депонија, од биогасот да се добива енергија за грејење и за струја за околниве места, да видат дополнителен бенефит. Да речеме, можеби подобро и во Дрисла. Таму има колку знам. Таму е суредено овој дното на депонијата е суредено, но има планови за акции во делот на пречистителна станица која што е предвидена во акциските програми на Дрисла за вадење на депониски газ и добивање на енергија за околната средина за грејење. Во делот на современи системи за управување со специфични токови на отпад, сите специфични токови на отпад да бидат дефинирани по европска рамка. Ако вака се третира тој отпад во Австрија, да може така и кај нас. Не пониско од тоа. Мониторинг и дигитализација. Светот отиде напред во дигитализацијата, а се уште се водат некои белешки на рака, така што мониторинг 24/7, сите процеси водење што влегува, каде излегува во депонијата, сите тие елементи додуше и се веќе во плановите поставени, прашање на реализација и поддршка која што ќе се добие од градот или од државата за да може да се реализира. Системот на Австралија, Firewatch, во превод да внимаваме да го гледаме огинот, да го спречуваме или буквален превод не можам да дадам, ама кога прочитав користење на дронови со специјални апликативни анализи, давање на информации, податоци, море со не знам какви камери и така натаму. И ја мислам тоа е еден добар пример, ефтин пример, значи авионите и хеликоптерите се многу поскапи, дека ако малку поголем систем на дронови пуштиме над нашите шуми, над нашите отпади и над нашите магазини и така натаму, па и витални објекти, не да може да бидат нападнати, може би ќе биде заштитата поголема. Знам во неколку проекти во кои што помагавме во делот да се мобилизираат странски средства за да стигнат средства кај нас, предвидени се и дронови за превентивно снимање на шумите, за брзо детектирање на пожарите, но предвидени се и сателитски снимки оние кои што на 3 минути го снимаат теренот, кои што можат да укажат индикација дека овој чат е од пожар или од друго, но индикација кој све се движи таму во шумата, затоа што на крајот, како што рековте, потребно е системот да има и едукација и превенција, но за некои
За некои действија потребно е системот да покаже и репресија за лошите дејства кои што се случуваат, така што сигурен сум дека во 2026 има средства за голем дел од овој систем да се случи во македонските шуми особено. Да. Па и таа шумска полиција, јас се сеќавам као мало дете, она падарска служба, кога одевме по Бавчеве, по Полињева, јас сум откочени да подкраднеме некој овошка или некој зеленчок или било што, како ефикасно не ловеа. А може би смешно некому, може би. Ама ја кога велам падарска служба, мислам на шумска полиција и не само на шумска полиција. Треба поголема, Мислам дека нема доволно полиција за да спречи колку штета се случува во моментот. Мислам дека повеќе може би треба да се базираме да го смениме чувството кај граѓаните дека моја одговорност, мојата земја е моја одговорност. Не можам јас да дозволам некој да ми ја пали шумата и бидејќи јас не сум полицаец да свртам главата. Можам да видам што се случува, да пријавам што се случува, да реагирам што се случува со пример. Сепак таа е моја држава, моја шума, мои комши, мои деца. Она прашање не е моја работа. Значи пак доаѓаме до свеста. Порано, знаете, оние проекти викаат да се подигне јавната свест. Сега е јавната свест подигната на ниво дека го имаме проблемот. И знаеме дека проблемот е таму. Сега сме на втората тема во која што сопствените акции треба да ги прилагодиме кон решавање на проблемот. Да знаеме дека секој од овие проблеми е и моја работа. И тоа носи огромен притисок и на политичарите, и на службениците во општините, и на градоначалниците. И така треба да биде. Тие треба да чувствуваат дневен притисок дека граѓаните се влезени во оваа акција, мора да ги поддржат со инфраструктура, мора да ги поддржат со решенија, мора да излезат од комфорната зона дека еве седам во канцеларија и од тука ќе ги решавам прашањата. Прашањата се решаваат на терен заедно со граѓаните. И таму треба да поставиме добри системи во кои што и граѓаните ќе ги надоградуваат, ќе влезат и со своји средства. Јас кажав сега во справувањето со пожарите, фирмите отворено влегоа со своји средства за да го помогнат проблемот. Има и таму потенцијал да се помогне. Приватниот сектор влезе со своји средства, граѓаните доаѓаа помагаа. Мислам дека има можност, сега сме на право ниво на јавната свест да влеземе во вакви акции и да го решиме проблемот со управување со отпад, а истова да го пресликаме и на проблемот со загадување со воздухот, кој што го сметам за исклучително голем. Преска кога го елабориравте проблемот со отпадот, третирањето и решавањето на тоа проблем, вие навлеговте на еден начин во почистување на воздухот, ништо по-конкретно ради гледачите да ни кажете. Каде сме на тој план, што правиме? А апропо, вчера прочитав дека веќе дошле првите резултати во Трубарево, загаденоста или незагаденоста е во рамките на законската рамка. Па да ни кажете на тој план како Македонија успева или не успева да се справи со овој проблем кој не е многу битен. Прво ќе почнеме од овие индикаторни параметри. Како на времето што зборува постариве комшии ке нас во 1963 вика после земјотресот имаше серија на мали земјотреси, луѓето живееат тука и после третиот ден веќе знаевме кој ќе не стресе нешто, ова е 4,3. Ова е 2,6. Да. Така луѓе во денеска во Скопје можат да намирисаат од Савеле, ова е околу 100 честици. Ова е околу 50 честици. Веќе луѓе во долго време живеат со овој проблем и можат да осетат кога се случува загадување, како се случува загадување, кои се потеклата на загадувањето и сега треба да влеземе во една заедничка акција на таа тема. Мислам дека мерната опрема што е поставена од Министерството е надополнета со приватни мерни уреди, секои со различна точност, но индикаторски сите покажуваат дали загадувањето оди нагоре или надоле и се добра основа за да знаеме што се случува со цврстите честички, тоа што ни е огромен проблем. Се зборуваат деновиве и за други видови на загадување, но овие видови што ги спомна експертите, тие се сите видови кои што се прикачуваат на цврстите честички и така можеме да ги вдишеме. Значи ако успееме ние цврстите честички да ги намалиме, сме на добар пат да го решаваме загадувањето на воздухот. Лани се донесе една планска програма за управување со квалитетот на воздухот, предвидена да трае 6 плюс 3 години, во кој што се поставија 24 програмски активности. И во тие 24 програмски активности се третираат од регулативни прашања до конкретни проблеми во загадувачи кои што треба да се решат. Јас можам да се пофалам или да се израдувам најмногу, затоа што во изминативе неколку дена е донесен законот за индустријски емисии. Тоа е еден голем исчекор, тој закон долги години стоеше по некакви фиоки. Сега законот е донесен и со овој закон за индустријски емисии се утврдуваат сите правила кој, како ќе мери,
колку смее да загадува. Се применети техниките на дигитализација за кои што зборевме, европските трендови, дека 24/7 на секое место на загадување ќе биде мерена емисијата и директно ќе биде прикажана во софтверот во Министерството за животна средина, а Министерството ќе има можност да контролира дали некој пробува да направи фаул игра во делот на мерачите. Така што ќе имаме исклучително добра мрежа на покриено што прави индустријата во делот во своето загадување. И индустријата ќе биде дополнително стегната и со други акции, кои што за секоја емисија на јаглерод, диоксид, за секоја карбон емисија ќе биде дополнително натоварена да плати за тоа што прави таква емисија и влијае на загадувањето на воздухот и на климата. Но треба да ги идентификуваме сите избори, исто како за отпадот, да влеземе секој во својата акција. Да. Еден од поголемите проблеми во загадувањето со воздухот беше што пробуваме да релативизираме. Не сакаме да се видиме и ние како дел од проблемот. Еве за Скопје ќе зборувам, ние сме пола милион луѓе и ние сме си дел од проблемот. Нашата индустрија, нашиот транспорт, нашите доматинства, прашината од нашите процеси, градежништвото, тоа сме ние. Секој од нас треба да се прифати дека во дел од своите активности има елементи кои што загадуваат и да проба да ги помогне. Државата е тука да му овозможи. Ние не можеме сега на некој кој што во селата околу Скопје се грее на дрва, да му кажеме од утре не можеш, затоа што не сме му дале вистинска опција на што да помине, поевтина опција, поквалитетно загревање за домот. Но мораме да му дадеме или почиста опција и за него и за семејството. Или поевтина опција, нешто кон што тој ќе сака да рипне и да каже јас мојот придонес го направив, ајде сега и другите. Кога сум ке овој дел на загадување на воздухот, има многу драматични бројки се случуваат, не е само во Македонија, знаете, во Македонија се зборува за 1000 и неколку луѓе кои што трпат последици од загадувањето, 3000 луѓе и слично. Во светот бројката е околу 7 милиони и 700 илјади луѓе кои што на годишно ниво трпат сериозни последици од загадениот воздух. Втората бројка која што е многу значајна, а не се кажува особено, е дека од тие 7 милиони, 3 милиони имаат проблем со квалитетот на воздухот во просторијата во која што живеат. 4 милиони се изложени на надворешно загадување, другиве се на воздухот внатре. Тие се оние кои што во своите домови имаат неквалитетно ложиште ќумбе, неквалитетно гориво. И тие можат да помирисаат дека ми мириса од ќумбето, да, но тоа што мириса истата онаа прашина која што мириса надвор, ви влијае на здравието внатре и треба да се поработи со сите семејства да ги подобриме. Кампања за подигање на јавна свест. И не само тоа. Мислам дека можеме да си дозволиме како држава, ова се наши луѓе, да си дозволиме и финансиска помош, да си дозволиме каде треба, да си дозволиме и едукација на луѓето внатре за тие да имаат поквалитетен живот. Тие се наши деца кои што треба да водат нашата држава, да има возможиме здрава средина и дома, и во училиштата и во градинките. Се вака малку да поразговараме. Еве ќе го земеме еден од овие девете депонии кои беа запалени. Ја имам чуено дека на времето Коце кога беше градоначалник, имало некоја студија за Вардариште во соработка град и Министерство за екологија која го решавала проблемот. Сега доаѓа нова власт, доаѓа нов татко на градот, сега, ја не можам да не кажам шилегов, и тоа се прекинало, не се довршило, завршило или не знам шо. И сега кога настанува проблем со палење подметна до најгласни се луѓето кои не ја завршиле работа. Не можам да не кажам, тоа е појако од мене. По напаѓање опозиција на власт и така натаму. Каде е проблемот на континуитет, на експертизата што вие ја давате, вашата струка и сродните струки до вашата, науката би рекол, решенијата што сте ги понудиле, зошто не се до крај имплементирани? Ме интересира вашиот став за Вардариште. И, знаете, ја во една емисија Кавга кај Иван, ромите били криви 10. Не е точно. Ние сме криви. И го објаснив што значи ние. Од еден експерт као вас ме интересира и научен работник вашето видување. Јас таа студија ја прочитав детално и таа нуди неколку можни решенија. Сакам да кажам дека значајно е во идниот период да пробаме да ги ангажираме сите сили во општеството, независно дали претходно имале една насока на делување, дали делувале како активисти, дали биле
само посматрачи на процесот, па сега почнува нешто да им смета. Дали од секогаш се бореле со процесот, ама немале глас, сега треба да ги обединиме сите тие да го одбереме најдоброто решение за градот. Да. Ние сепак не сме средина во која што треба да бидеме експериментални глувчиња и да кажеме дека сега ние ќе направиме нешто ново од што ќе се спасиме. Треба да одбереме решение кое што барем на 5-6 места во светот имплементирано, докажано, ги донело следниве резултати, се мерело после тоа, се видело дека ова е квалитетно решение. Ако можеме да најдеме решение кое што во западниот свет било имплементирано на вакви депонии, а и тие имаа, само немаат вети. Ги решија на некаков начин, ги решија, од нив направија дел од ѓубрето кое што беше штетно, се извади, дел од земјата која што беше загадена, се тргна, се согоре или се однесе во други процеси, делумно се направија паркови, делумно се рекултивираше земјиштето, значи има процеси кои што може да се напрати, кои што и оваа студија од 2014 ги нуди. Треба заедно да се седне на една маса, да се збори со јавноста и да се укаже дека ова што сега ќе се прави не е брзо, не е ефтино и бара влог од сите нас. И да го направиме и Вардариште да стане примерот како ние ќе се справуваме. Ние во Македонија имаме стотици вакви диви депонии. Вардариште е огромно, ама имаме уште стотици вакви места на кои што ќе треба да направиме нови шуми, нови паркови, нови места од кои што ќе треба безбедно да се храниме понатаму. Така што мислам дека клучот во оваа работа е да ги најдеме компетентните луѓе, да им дадеме вистински насоки за работа и да им овозможиме без притисок, секако со мал притисок од јавноста брзо да работат, да им дадеме доволно средства за да реализираат оваа акција. Се еден друг проблем да чачнеме, иако ја секој пат наоѓам вина кај естаблишментот, кај државници, кај дел од политичарите, не кај сите, ретко кога удирам по граѓаните, по народот, ја тврдам дека он е доста напатен, ама одавна има дипломирано и докторирано и не е за фрлање нашиот народ, за разлика од некои што мислат. Ама наоѓам едни проблемчиња кои мислам дека треба да се действува. Свети Николе отпор за депонија, Моје Кочани отпор за депонија, Колкучув и Битола отпор за депонија. Како да го надминеме, како тој Рубикон професор да го надминеме, да успееме на граѓаните да им кажеме дека депонијата не е крај на светот. Ако се биде според европски, светски, научни стандарди поставено и ако ние се однесуваме ко таа депонија да функционира на највисоко можно еколошко ниво, како што треба. Тука ве молам да им помогнеме на граѓаните во нивната свест да сватат дека во сите држави има депонија. Не е толку прашање во техничко, затоа што и кога луѓето таму техниката ќе ја видат, кога ќе видат што све се случува таму, се вољни да се случува еден современ европски процес на справување со отпадот и ја би рекол најмалиот дел од таа приказка е депонијата. Поголемиот дел е една индустријска зона која што се создава, во која што има контрола на отпадни води, контрола на сите емисии, мерење на чадот, детекција на сите можни опасности кои што се случуваат. Така што луѓето кога ќе влезат во техничкиот дел, тие веќе немаат мака со тоа што ќе се прави. Повеќе е комуниколошки процесот, дека се почнал некој процес, ама не се искомуницирало со јавноста. Не се известени дека ќе се случува индустријска зона, во која што ќе се носи селектиран отпад, во која што отпадот ќе се по фракции ќе се искористува назад во процесите, во кој што од биоотпадот ќе добиваат биогас и енергија. Значи мислам дека повеќе прашањето е комуникациско и државата во моментот кога почнала со овие акции не го презела светлото па таа да води во процесот, туку оставила на разни малечки интересни групи да надвладеат со своите микростравови кои што бидејќи не се знае процесот, тогаш личеле оправдани. Мислам дека треба државата силно да нагази, особено после овие акции кои што ги гледам деновиве, кои што гледам јавна поддршка од невладини организации, граѓани, компании, дека прашањето со управување со отпад е дојдено на ниво да сега треба да се реши и треба да се донесат вистинските мерки. Така што мислам дека повеќе прашањето е во комуникација со групите каде што се појавуваат мали отпори, повеќе од незнаење на што ќе се случува таму, објаснување на дневна база, вистински примери. Дури ќе спомнат некој дека да сме видели ние дека има вистински примери во светот, ама не сме сигурни дека тука ќе се случат. За чудо и тука се случуваат, има една добра таква депонија во Гевгелија се направи со европски стандарди. Значи можно е да се направат европски проекти и овде. Ме интересира дали функционира по стандардите? Функционира се по стандарди. Немаме ние проблем со тоа. Ние не сме држава која што заостанува технолошки или заостанува со инженерскиот дух или заостанува со
карактеристиките на работната сила. А може би ни фали истакнување на позитивните примери. Еве, ја не го знаев ова за депонија во Гевгелија. Може би и на тој план треба малку да Мислам поработиме. дека можеме и околината сега влегува во такви примери. Ние сме во право време кога околните земји и ние треба да влеземе во овој процес. Имаме и ние што да понудиме и како иновативни технологии и што да примениме да пресликаме од светските центри. Дури можеме да го сметаме и за предност малечка тоа што подоцна влегуваме, затоа што ќе ги имаме искуствата на сите европски земји како тие влегле во процесот, а ние сега ќе може да ги искористиме искуствата и точно да избереме кои парчиња сакаме да ги вградиме во нашите депонии. Така што има што да се работи тука. Да. Другото поле на кое што многу се работи е полето на енергетската ефикасност. Заборев пред кратко да се израдував на законот за индустријски емисии, а не се израдував дека се донеси законот за енергетска ефикасност. Кажете ни што значи тоа за нас, за Македонија? Тоа значи во објектите во кои што живееме, работиме, се случува јавна администрација, одиме на концерти, ќе има помала потрошувачка на енергија, ќе ни биде покомотно живењето, ќе трошиме помалку струја, ќе има помали емисии. Па не е малку. Не е малку. Мислам дека не е малку, ова е нешто што се крчка скоро една деценија се крчка. Така? Има разни борбени системот кој сака лево, кој сака десно, но се создаде еден консензус дека мора да влеземе во ова прашање. Мислам дека сега има и добра поддршка во неколку проекти кои што се работат, се нуди поддршка на домаќинствата. Ако влезат тие самите во енергетска реконструкција на својот дом, да им се даде 30% грант. Привилегирани се одредени групи, во тој дел се внимава да бидат вклучени жени, да бидат вклучени млади, оние што се креатори на ширење на акцијата, кои што можат својот пример да кажат, па ако можеше комшијава, можам и јас да влезам во тоа, не ми треба баш субвенцијата на мене од 30%, но има такви акции кои што нудат и за малите и средни предпријатија, значи, поттикнување само и за иницијативи. домаќинствата. Да. И одговорно однесување од секој чинител. Мислам дека државата не може сама да ги реконструира сите домови во државата или сите. Државата е задолжена и го спроведува проектот Државата не загадува, во кој што своите објекти за јавна администрација и за други действувања ќе ги направи со нула емисија на цврсти честички во следните 6 години. И ќе покаже со пример дека ние нашите објекти ги средивме, ама и нудиме услови и помош за граѓаните да влезат. Нудиме услови и помош за индустријата да се озелени. Системот на зелени набавки дополнително ќе помогне тука, во кој што ќе се фаворизира тој што ги создава производите со помалку емисија. И тоа нека е нас. Тој систем е почнат во Европската унија, а природно ќе се преслика во Македонија. Така што ако оваа чаша сте ја произвеле со помала емисија, поконкурентно ќе ја продаете на пазарот. Професоре, гледаме на заедничка книжка наша за моја со вас или на вас со мене, иако не се познававме до пред ден-два, едукативно многу добро делувате. Сега едно шок прашање ќе ви поставам. Моментално, може да ни кажете на кои проекти работите од вашата област, од аспект на складирање на отпади и пак почистување на воздух, вода и земја, за да граѓаните видат дека се работи во државата или не дај Боже не се работи во државата. Не, во државата се работи многу. Јас сум вклучен во некои акции, за некои сум информиран, за некои помагам да се остваруваат. Така што се случуваат... Три нивоа. Се случуваат многу акции, а најомилена акција ми е онаа која што работам со колегите, со студентите, во кој што иновираме нови начини. Почнемо таму, ќе се пофалам дека прво во Македонија имаме исклучително добра база на млади луѓе кои што студираат техника, дури и понапред од тоа што го има Европа. Нашиве македонци се уште сакаат, врвните интелектуалци, млади македонци сакаат да студираат техника. Во западниот свет помалку. Во западниот свет луѓето бегаат од техниката затоа што ја сметаат за тешка и затоа мислам дека тешка е, но вреди. Вреди и за човекот, вреди и за државата. Мислам дека имаме добар потенцијал понатаму сериозно да се развиваме затоа што ќе имаме стратешка предност пред западниве земји, затоа што нашите деца се уште им викаме учи добра техника, тоа е основата на све. Значи приметувам иновирате. И младите иновираат, особено ние само создаваме добро поле за тие да никнуваат идеите, да се појавуваат идеите. Се работи на... Таму во таа лабораторија што координирате, таму нешто експериментирате, работите и давате апликации за примена? Јас ти кажам, на техничкиот кампус кај нас, на Универзитетот Свети Кирил и Методи, има многу лаборатории. Мојата е една од редот на лаборатории, во која што е живо и на дневна основа влегуваат многу млади луѓе и се бават со нешто. Тоа е основата на добро лабораториско живење, да има млади луѓе во лабораторијата и да сакаат да чачкаат, да пробуваат, да прават.
Така е. Но има и други лаборатории. Сите се бават со некаков допринос. И многу работиме заедно. Да се навратиме на мерките за подобрување на нашата животна средина, на нашето живење, на нашата средина, на нашата природа, бидејќи од овој екоцид, од овие подметнати пожари, сме загрозени ние. Нашите деца, нашите внуци, нашите роднини, нашите комшии. Па вие како професор да ни кажете нешто околу ефикасните мерки што ги спроведувате и што имате намера во иднина да ги спроведите. За да се спречат овие несакани работи. Се направи една сериозна програма во широка консултација. Ќе кажем дека значајно беше и тој процес на правење на програмата да биде со широка консултација, да се прифати дека оваа програма има цели и што е најважно да се стави програмата во систем, да не остане дека таа еднаш испринта наставена на некоја полица и штиклирано дека се донела програма, туку се има следливост на секој од проектите во програмата. Има едно барче кое што за секој проект покажува дали е донесена регулативата, дали се обезбедени финанси, дали одговорни во работат или треба да се приклучи уште некој кон нив. Така што за овие проекти што се донесени тогаш како глобална програма има некаква активност. Кажавме законските решенија за локални редарски служби кои што треба да го подобрат работењето се направени. Акцијата и обезбедена е финансиска поддршка за да се направи подобрување на законот за инспекцијски служби на државно ниво во делот на животната средина. Тоа е исклучително битно, го сметавме и затоа така сериозно е влезено во прашањето да не правиме сами некоја акција, туку да се исконсултираме сите надлежности да бидат определени кога ќе дојде инспекторот на местото да знае дека тој ги инспектира сите служби, а не му е ограничен просторот само до овде или само ова ќошенце, а друго некој друг ќе провери. Да им дадеме моќ на инспекторите да работат. Мислам дека се распишаа нови огласи во инспекторатот за нови 15 работни места, нови луѓе влегува во тој систем. Се појачаа човечките ресурси. Законски решенија се донесоа, а и државата почна да го работи својот дел на да води со пример. Имавме еден оглас од Министерството за транспорт за еколошки автобуси, значи таа државата со пример да покаже дека од сега вложува во почисти решенија. Државата своите објекти ги вметна во програмата на Министерството за енергетика за реконструкција на објектите со енергетски ефикасни решенија и со нула емисија на цврсти честички, така што државата ќе води и со тој пример. Во делот на квалитетно огревно дрво што треба да им се понуди на граѓаните, Национални шуми влезе во оваа програма и очекувам дека во 2026 ќе добие и прва финансиска помош за да може да почне да сортира дрво како што треба, навремено да се изврши сечата на дрвото, да им понудиме на граѓаните наместо ова што сега го добиваат како некаков производ дрвна маса, да добиваат сертифицирано дрво со одредена влажност пропишана и со одредена количина на енергија во него, за да имаат и помала емисија. Шумските кражби се навалат. Тоа значи дека шумски кражби треба да снема ако вистински има системот, но тоа повторно бара многу луѓе, многу работа, а предпријатијата се оставени на слободен пат, би рекол. Мислам дека тој проект ќе придонесе луѓето домаќински да се однесуваат со дрвото и ќе можат да си дозволат подобри системи за согорување во домовите, а државата тоа ќе скокне и ќе им понуди и подобри печки за согорување на дрвото, но тоа се само оние граѓани кои што нема да добијат можност да се приклучат на новата топлификацијска мрежа која што треба да се шири во градот, оние кои што се во урбаното јадро, како што ќе нема топлификацијска мрежа, ќе добијат субвенција за топлинска пумпа, така што тие што ќе останат надвор од овој систем се предалеку или економски неисплатливо за системот, ќе добијат можност да имаат квалитетна дрвна маса, да добијат субвенција за високо енергетски котел. Мислам дека со тоа се офаќаат и домаќинствата во тој дел и нормално кога ќе обезбедиме услови за грејење без емисија, тогаш ќе влезе и проектот комунална редарска служба која што ќе мери на секој оџак што се случува. Ќе знаеме дека ако веќе си имал можност да влезеш во централно грејење, си имал можност да добиеш топлинска пумпа, си добил квалитетно дрво, си добил тогаш можеме да зборуваме дека сега е ред кога сите услови се овозможени да се појави редарската служба која што може на оџакот да мери што емитуваш, дали правиш глупости, дали ги труеш твоите комшии. Дали на твоите комшии им кажеш сега ќе мириса све ова на согорено масло затоа што тоа е мој уставно право. Не, твој уставно право е да не загадуваш. Правото на комшијата за чиста животна средина го надминува твоето право. Така што мислам дека се влезе и во други акции во делот на моделирање на загадувањето, точно да се идентификува кој колку загадува, да знаеме која мерка
како ќе придонесе да не се трошат средства во безведни мерки, иако тоа ни личи можеби сега стратешко. Ако моделот покаже дека оваа мерка не носи акција, тие се државни ресурси кои што ги имаме малку државни пари, кои што мора да ги штедиме и мора внимателно да ги вложуваме. Немаме ние милиарди, не сме најбогатата земја на светот, со нашите пари ќе направиме доволни акции за ова да се случува. Има уште еден куп од меркиве, но мислам дека полека треба да се презентираат во јавноста, полека треба јавноста да се вклучува во секој од нив, за да стигнеме за 6 години да имаме добар пресек, а за уште 3 години да направиме фино тюнирање на мерките или да ги нагодиме до правите решенија. Fine tuning, што ви рекли. Така е. Во техникава. Ајде малку да се вратиме на овие екокриминалци, на овој екоцид, на овие пиромани, иако знам тоа не е примарна ваша експертиза, ама имајќи во предвид дека тие нанесуваат, тоест допринесуваат за несигурност, за паника, за хаос, за стравка и населението, вие као, гледам и психолошката страна ви е јака, што би им порачале на граѓаните во примарна, секундарна одбрана од нив, како да се однесуваат во смисла на пријавување, превенирање, веднаш активирање, што би се рекло, на службите и така натаму. Што би ни рекле на тој план? Јас верувам во нешто многу важно, верувам дека и вие граѓаните веруваат во тоа. Ние сме акцијата што треба да се случи. Не е некој друг акцијата што треба да се случи. Предолго чекаме ние некој друг да ни го реши проблемот, некој друг да достави систем. Ние сме тие што треба да донесеме промената. И сега е правото време, сме стигнале до вистинска јавна, сме извршиле добар притисок врз системот. Сега треба да се вложиме и да направиме добра акција, да ги препознаеме луѓето што знаат да работат, да препознаеме квалитетни решенија и да влеземе во тоа. Јас верувам во град во кој што секое дете ќе излезе на улиците. Сепак градот се оценува по тоа како овие најранливи категории го чувствуваат. Дали децата го чувствуваат градот за свој, дали децата можат на тротоар да излезат без да се грижат дека некој ќе ги згази или некој, не дај Боже, ќе направи поголема штета. Дали возрастните можат комотно да живеат, дали луѓето со посебни потреби го чувствуваат градот и можеме да ги видиме насекаде. Мислам дека ние треба да веруваме во град во кој што децава ќе сакаат да вложуваат, ќе сакаат да креираат. Ова е град на уметноста, град на разновидноста. Ние треба на децата да им ги отвориме видиците дека тука за нив се случува еднината, дека тие тука ќе го направат следното светско дело и во уметноста, и во архитектурата, и во техниката. И да останат тука. И да останат тука, ако не. Да развиват Македонија на секој план. И да стекнат светски искуства и да ги вложат тука. Тука е едно исклучително добро место за живење за нас македонците. Македонија е правото место за живење за секој македонец. И јас мислам дека не треба да чекаме. Треба да се вложиме во акција, треба да влеземе во овој процес и да се бориме за еднината наша и еднината на нашите деца. Сепак треба да направиме град каков што го сакаме. Професоре, при крајот не можам да не спомнам дека на еден начин сте вклучени во општествените збеднувања и надвор од науката. Колку знам, сте носител на листа за советници во град Скопје. Иако мене примарно ми беше вашата научна работа денес во емисијава, ве мола, дали накратко, бидејќи сепак е пред кампања, не е кампања, можете да ни кажете што ќе понудите на скопјани и не само на скопјани, бидејќи Скопје и Македонија, во кампањата за подобро живење, поздрав живот, стабилна сегашност и посигурна иднина. Значи, така е. Ќе предводам листата за советници за градот Скопје на ВМРО и на листата се наоѓаат голем број на млади луѓе, голем број на докажани луѓе, луѓе кои што во секоја сфера од своето работење покажале дека кога ќе се зафатат со некоја работа, знаат да туркаат до крајот, луѓе кои што во својата мало, во својата населба се почитувани луѓе од збор, и на нас ни требаат такви луѓе кои што ќе имаат образ, кои што ќе имаат знаење како да доведат до овие добри промени, кои што имаат семејство, кои што имаат зошто да се грижат нашиот град да биде убав. Проектите со кои што ќе настапи оваа листа ќе бидат објавени во една поголема книга за време на изборите, во кој што во детали ќе зборуваме за проекти, но програмските цели се дека ние сакаме да овозможиме зелен град, сакаме да овозможиме чисти тротоари,
Сакаме да овозможиме иднина за нашите деца во градот, во кој што ќе се бават, како што реков, со култура, во кој што здраво ќе се развиваат. Сакаме да им овозможиме да се гордеат кога ќе одат надвор и кога ќе кажат јас сум од Скопје, од Македонија, да кажат да, сум слушнал и сакам да дојдам таму да го видам, да не се чувствуваат дека треба да кажат па не сум сигурен од кај сум. Скопје е град со кој што можеме да се гордееме. Треба заедно со сограѓаните. Ние и се гордееме, само малку повеќе грижа треба да водиме за Скопје. Треба да влеземе со граѓаните во заедничка акција и да го вратиме на вистинско место. Град во кој што сакаме да живееме. И сега е правото време сами да го направиме тој град. Добро. Задоволен сум од одговорот, имајќи предвид дека во кампањата ќе има многу повеќе, како што рековте. Тоа е соствено за ВМРО ДПМН не цела една конкретна програма во една книга, во една скрипта да објави и така натаму. Професоре, ја мислам полека можеме да превршуваме. Ја да бидам искрен, во позитива видов дека имате и некои многу интересни космополитски сваќања, како млад човек, и во вашето завршно поентирање, ние така завршуваме секој пат кон граѓаните, рековме, одеме едукативно, поучно, предупредувачки, укажувачки, што би рекле на граѓаните во смисла на нивно стабилизирање, да не се многу секират на некој пат овие екокриминалци што ни создават хаоси во државата. Едноставно, како да го восприемат тоа, да не паничат, да не одат во хаос, а секако и вашите експертски поенти за крај, ако сакате да ни ги кажете. Две работи ќе кажам. Да. Дека не е соодветно можеби да се палат секакви пожарчиња по разни места низ општината само за некој да добие политички ќар. Јас тоа го сметам за несоодветно работење, но сакам топката да остане во воздухот во прашањето на управување со отпадот, по прашањето на загадениот воздух. Тие теми се исклучително важни и мора на дневна база да бидат и во медиумите и на разни места, затоа што тоа ќе овозможи да се случи вистинска акција. Програмата која што се создаваше за овие локални избори не се пишуваше во некоја затворена канцеларија, беа консултирани огромен број на работници од секоја област, во културата, културни работници, во архитектурата, урбани планери, во загадувањето, голем број на активисти, но што е најважно, оваа програма е динамична материја. Таа ќе покаже во себе, таа ќе покаже проекти кои што сигурно ќе се реализираат, но ќе биде отворена на проекти со кои што треба да биде дополнет. Затоа ќе одиме во следниве 30 дена низ разни мала во Скопје да поразговараме уште еднаш со комшиите, да видиме дали има нешто што на нив повеќе им значи и е приоритетно и да ја дополниме во акцијата во која што треба да ја прави новиот градоначалник со новиот совет на градот Скопје. Сметам дека ова треба да биде борба на сите граѓани на градот Скопје и сакаме да ги вклучиме да се чувствуваат дека ова нема да биде вложување во градот Скопје, ќе биде вложување во нашето Скопје, ќе биде вложување во инфраструктурата во Скопје. Дека сите средства што ќе се појават ќе се вложат во добри акции за граѓаните. Имајќи го предвид дека јас сум брендолог кој напишал неколку книги и толковник за бренд и брендирање и ги проучува случаевите на Шангај, Лондон и Претоград како врвни примери за мали креативни индустрии. Едно прашање провокативно ќе ви поставам. Дали во вашата програма предвидувате креативни индустрии за сестран развој на Скопје, бидејќи ја мислам тоа му недостасува на Скопје? Во програмата е покрај другите елементи е предвидена една Скопски иновацијски центар се вика. По пример на Загребскиот иновацијски центар ЗИЦЕР, кој што е бренд за тоа во Европа, ќе кажам дека Загребскиот центар е исклучително со скромни финанси, силно воден и мотивира многу млади предприемачи, и не само млади, и други категории на луѓе да дојдат и тука да покажат иновација, тука да направат својата идеја да ја развијат до бизнис или да ја развијат до општествена акција. Така што се планира формирање на Скопскиот иновацијски центар како место каде што локалните иновацијски знаења ќе пробаме да ги растеме кон светски производи. Професоре, тука негде ја мислам да завршиме, сема ако сакате нешто да ни кажете што ја не ме прашав. Благодарам многу што ме повикавте на вашево шоу и сум задоволен со тоа што успеваме да пренесеме некои пораки до граѓаните. Се надевам дека во следниот период ќе можеме во поширока комуникација да ги градиме нашите ставови. Честа беше моја и наша на мојот тим. Само едно ќе ви ветам, бидејќи сум пријатно изненаден од комуникацијата што ја направивме, од настапот едукативен
поучен кон граѓаните. Ако подкаст Радар преживее во следните 6 месеци, кога ќе правите некој пресек, а ја знам дека добро ќе поминете на изборите, малку се разбирам од изборни кампањи, ќе ве повикаме овде во подкаст Радар да ни ги кажете првите ваши импресии со управување со градот Скопје и првите поставување на проектите за следните 4 години. Се надевам нема да не одбиете, се надевам ќе ни бидете гости. Со задоволство. Почитувани гледачи, вам ви благодарам, се надевам дека и вечерва успеавме да доприме до вас, си останавме доследни, разговаравме, наш гостин беше експерт, доктор Даме Димитровски, млад човек кој се покажал како во науката, така и во општественото ангажирање, впрочем тоа го видовме од неговото излагање и се надевам дека ќе продолжиме во овој стил, а јас мислам дека бев примерен и не зборував многу како за почеток. Довидување до следната емисија.